Мартин Николовски, отворен ден на некогаш само Гуц Здравко Цветковски, односно со многу проширено име, со многу повеќе можности за многу повеќе струки во ова средно училиште на град Скопје, па Мартин повели со твоите многу соговорници во ова второ твое линковско јавување. Добро утро уште еднаш, Мартин. Добро утро, Бранко. Благодарам токму така екипата на Македонија наутро на нова локација во средното градежно гимназиско училиште Здравко Цветковски. Денеска ќе имаат отворен ден за сите 9 одделенци, а заедно со нас утрово се професорите Ана Јанковска и Леонид Миланов, како и ученичката Ана Стоименовска. Професорке, ќе започнам со вас. Кажете ми што ќе се случува утрово, односно денеска и утре во вашето училиште овде и што ќе можат да видат посетителите? Прво ви благодарам што сте овде со нас. Како што кажавте, отворените денови се во тек во нашето училиште, така што ќе се представи се оно што го работиме во текот на целата учебна година заедно со учениците. Гимназиското образование како едно од, да речам со гаранција, едно од поквалитетните, затоа што знам дека се нуди квалитетна настава, активните наставни воднаставни активности кои што се дел од нашето образование гарантираат активна настава, така што никогаш не е досадно овде со нас. Стручното образование, 4 годишно и 3 годишно образование, ќе има прилика сите што ќе бидат дојдени овде да видат што се работи во текот на годината заедно со нас и учениците, така што би ни било драго ако дојдат во поголем број и некако да ги пречекаме со задоволство, понатаму и можеби и наши ученици да бидат. Така. Професоре, кажете ми колку ученици може да се запишат во вашето училиште и каков е интересот кај полуматурантите? Така, најпрво посакам добро утро вам и на сите гледачи што не гледаат ова утро. Значи, оваа година за уписите имаме слободни 322 места, од кои 68 се за гимназиското образование, а останатите 254 се предвидени за стручното образование, со стручните паралелки. Заинтересираноста кај учениците е доста голема, односно кај основците, кај полуматурантите, а тоа самите го видовме како училиште со низата на активности и презентации кои ги извршуваме последниот период како навршува школската година, како се наближуваат уписите. Значи на сите тие активности и презентации каде што се присутни основците, односно полуматурантите, добиваме доста позитивен фидбек од нивна страна, односно покажуваат доста голема заинтересираност за сите наши струки што ги нудиме тука, како и за гимназиското образование, така и за стручното образование. Со нас е тука и една од вашите ученици, односно ученичката Ана Стоименовска. Ана, кажете ми, што ве мотивираше и зошто одлучивте да се запишете токму во ова училиште и што го прави ова училиште поразлично од другите? Па вака, најголема мотивација ме представуваше преголемата желба да научам како да креирам простори кои што не само што се функционални, туку се инспиративни за луѓето кои што ги користат. А што е оно што го прави поразлично моето училиште е тоа што моето училиште нуди креативна слобода, практична настава, како и прекрасна атмосфера за време на часовите, а и професорите се активни професионалци, така што имаме можност да учиме од луѓе кои секојдневно се соочуваат со предизвици од својата област. Така, благодарам. Ана, професорке, вие по струка сте архитект, кажете ми колку е важно стручното образование, особено тоа да се започне уште од најмала возраст, односно во средно образование, за да може да се надобразуваат учениците и потоа да се продолжи во високо образование. Ке зборам од лично искуство, затоа што пред неколку години завршив во ова училиште, така што можам со гаранција да кажам дека и такако ми помогна во понатамошното образование и надградување на професионално, меѓутоа треба така поактивно да бидете вие присутни со нас, да го промовираме сето ова што се случува овде, затоа што навистина овие деца кои што работат заедно со нас имаат толку голем квалитет во нив, така што тоа стварно треба да биде видено и да, понатаму и такако помага на академско ниво, па понатаму и на професионален план кога ќе се надоградат. Позади вас се наоѓа и макетата на македонската телевизија, гледачите може да ја погледнат. Колку е потребно време за да се изработи на ваква макета?
Со оглед на тоа дека работиме во тимови, веќе ова изработка трета и четврта година веќе ги работат овие поголеми макети да речеме, они имаат тема во текот на едно полугодие, така што во текот на полугодието се подготвува проектот и понатаму се завршува со еден ваков модел кој што може да го видите сега. Интересна ли е зградата на македонската телевизија за ученици? Да, и предизвик е да се направи, така што успешно ние и ја подготвивме проектот и ја направивме макетата. Благодарам. Професоре Леонид, кажете ми, какви струки се изучуваат во вашето училиште, во какви насоки може да учат учениците? Да, значи така како што кажавме претходно, нашето училиште нуди два образовни профили, а тоа е гимназиското образование и стручното образование. Што се однесува до гимназиското образование, ги имаме достапни сите 6 подрачја за кои што може да се одлучат учениците што сакаат да изучуваат по-конкретно, додека за стручното образование имаме 6 да се направи избор од 6 насоки, односно смерови, 4 смера кои што се 4 годишно образование и 2 смера кои што се 3 годишно образование. Што се однесува до 4 годишното образование, значи ги имаме тука смеровите архитектонски техничар, техничар дизајнер за внатрешна архитектура, градежен техничар и геодетски техничар. Само што тука би спомнал за геодетски техничар и градежен техничар, тие се дуални паралелки. Што значи тоа? Тоа значи дека нашето училиште има склучено меморандум со работки со реални компании и фирми, значи од реалниот свет компании и фирми што работат секој ден со реални проблеми, реални предизвици и преку нашата соработка со тие фирми и компании ги испраќаме таму сите ученици на пракса, значи во текот на целата учебна година, одат таму се запознаваат со вистински инженери, се соочуваат со вистински предизвици, решаваат вистински проблеми, значи имаат увид во тоа како е реално да се работи, уште додека се во средно образование. И тоа им е доста добра основа за понатаму кога ќе завршат своето средно образование и имаат голема можност да ја надоградат својата, да речеме, практична настава, да имаат многу подобра пракса. И како што спомнав, нели имаме и 3-годишно образование. Значи тие се од 3-годишно образование имаме два смера, тоа се монтер за сува градба и поставувач на подови и плочки. И на крај на ова линковско вклучување би сакал пораката да ја чуеме токму од нашата најмлада гостинка, ученичката во училиштето, Ана Стоименовска. Ана, која е пораката до сите полуматуранти што се уште не се одлучиле каде ќе го продолжат своето средно образование, но и да упатиме на порака за сите што сакаат да дојдат денеска и утре на овој отворен ден? Драги полуматуранти, знам дека одлуката која што треба да ја донесете не е воопшто лесна, но се разбира доколку вашите интереси се поклопуваат со образовните профили кои нашето училиште ги нуди. Мислам дека токму нашето училиште би ви бил правилниот избор. Се разбира доколку постојат дилеми, би ве поканила да дојдете овие 2 дена на нашите отворени денови, да го посетите нашето училиште и одблизу да се запознаете со сите можности што нашето училиште ги нуди, па се разбира тоа се надевам дека би ви помогнало во вашиот избор. Ја чувме пораката од Ана Стоименовска. Ви благодарам за денешното гостување и ви посакувам да имате успешен настан. Отворен ден во Средното градежно гимназиско училиште Здравко Цветковски во град Скопје. Сите заинтересирани полуматуранти денеска и утре може да го посетат и да се запознаат и со професорите, но и со струките што се изучуваат во ова училиште. Колеги?